Јас сум Славица Тасевска-Симоновиќ и сум семејни системски советник. Ангажирана сум како советувачка на првата национална линија за поддршка на ЛГБТИ плюс лицата. Анксиозноста се карактеризира со непријатна вознемиреност на умот, абнормален страв, често пропретен со физиолошки знаци како потење и зголемен пулс, придружени со сомнежи во врска со природата и вистинитоста на самата закана или опасност и сомнежи во себе си. За личноста која страда од анксиозност, чувството на загриженост е постојано, обично предизвикано од нереални ситуации или мисли. Анксиозноста може да коегзистира со други состојби, вклучувајќи ги паничните напади, депресија, проблеми со прекомерно конзумирање алкохол и друго. Анксиозноста не дискриминира и секој може во одредени ситуации или периоди во животот да ја доживее оваа состојба. Но дискриминацијата од друга страна придонесува одредени групи на луѓе да се поизложени на анксиозност од другите, поради маргинализираноста. И ова особено се однесува на припадниците на ЛГБТИ заедницата. Припадниците на ЛГБТИ заедницата се соочуваат со исклучување и дискриминација во сите сфери од животот. Младите ЛГБТИ луѓе се особено чувствителни при животните искуства на отуѓување или отфрлување од страна на семејството, пријателите или блиските. Семејството може да има поддржувачки или отфрлувачки пристап во овој контекст. И во случај кога станува збор за потешкотија во прифаќање на идентитетот на ЛГБТИ лицето од страна на неговото семејство, тоа може да доведе до бројни проблематични ситуации и да се одрази негативно врз менталното здравје на ЛГБТИ лицето, поаѓајќи од потребата за поддршка кај секој млад човек. Многу истражувања покажуваат дека ЛГБТИ младите многу повеќе се соочуваат со врсничко вербално, психичко или физичко насилство. Ваквото секојдневие овие лица ги прави да се несигурни во себе, да експериментираат со алкохол и психотропни супстанци, да влегуваат во ризичен однос, но и се зголемува ризикот од самоповредување. Во најлош случај, кога малтретирањето е долготрајно, постои ризик од добит за суицид. Отсуството на сензибилитет и разбирање на ваквите состојби од страна на институциите на системот го усложнуваат проблемот дополнително. Кај многу ЛГБТИ млади, чувството дека сум поразличен од другите носи страв од дознавањето за мојата различна сексуална ориентација или родов идентитет и ќе резултира со неприфаќање, отфрлување, исмевање или физички напад. Оние кои ми се важни во животот може да ме отфрлат, да не ме сакаат повеќе поради тоа. Лесно може да се забележи како младите лица кои насетуваат дека се различни од она што е социјално наметнато, може да усвојат нефункционални уверувања за себе си. Младите кои припаѓаат на ЛГБТИ заедницата се особено ранливи на ваквата динамика на социјалното неприфаќање и како резултат се јавува срамот и анксиозноста. Лицата од ЛГБТИ заедницата се многу често изложени да слушаат за себе повторувачки пораки дека се болни, грешни, дека не треба да постојат и слични други навреди. Многумина кои се аутирале во општеството се честа мета на навреди, напади, отфрлување, насилство, дискриминација на работа, страв за својата безбедност и слично. Ваквата состојба многу често придонесува за континуиран и изразен стрес во животот, кој може да доведе до анксиозно нарушување. Многу истражувања го потврдуваат фактот дека лицата од ЛГБТИ заедницата страдаат од ваквите нарушувања многу повеќе отколку хетеросексуалните лица. Она што е многу важно во ваквите ситуации е да се побара помош и поддршка кои се достапни. Работа на себе прифаќање и себе заекнување преку советување и психотерапија. Развивање мрежа од поддржувачи кои ќе помогнат да се надминат овие состојби. Прифаќање од семејството и пријателите.
Сето тоа е возможно и може да се работи на подобрување на овие околности, кои ќе водат кон намалување и надминување на анксиозноста и подобрување на добросостојбата за нормален и исполнет живот.